Така е, ова се само дел од нашите содржини кои што ќе ги имаме ова утро. Вчера грците, барем на коментарите, не истрчаа на теренот во спортскиот центар Борис Трајковски, но дали денес грците ќе истрчаат на криволок? Претпоставувам дека да, затоа што екипата на Ја сакам Македонија ова утро се наоѓа токму на ова најголемо воено-стратешко место, велат, на Балканот и југоисточна Европа за сигурност во Македонија. Заедничка мисија за стабилен и безбеден регион се случува таму. Ексклузивните детали ги има нашиот колега Никола, кој што ќе има прилика премиерно во живо од криволок да ни пренесе се она што ќе се случува во наредниве часови токму таму како дел од големата НАТО акција и НАТО вежба. Па Никола, доколку се слушаме, прием Сокол, Сокол, прием Сокол, добро утро. Прием студио, добро утро. И во ракометот е важна одбраната, но важна е и вака во секојдневното функционирање на секоја држава, па и нашата како дел од НАТО алијансата. Сега сме домакин на една од најголемите воени вежби во регионот, Брз одговор 2025. Таа почнува од денеска и ќе трае се до 9 јуни, а ќе вклучи рекорден број на војници и учесници. За деталите ексклузивно ова утро од тука од војниот полигон Криволак, заедно со мене го имам подполковник Христо Стоев, кој ќе ни ги пренесе деталите и сите оние најситни финеси кои ќе бидат дел од вежбата тука на Криволак. Му велам добро утро, благодарам што ја имаме приликата да ви бидеме гости на војниот полигон. Добро дојдовте во Ја сакам Македонија. И како започнуваат финални подготовки, гледаме тука на терен за почеток на вежбата одлучен одговор, Брз одговор 2025. Така, добро утро и добро дојдовте на армискиот полигон Криволак, поточно во кампот Стрела, каде што се сместени припадниците од лесната пешајска баталионска група и во тек се моментално подготовките за свеченото отварање на самата вежба. Така. Како ќе изгледа почетокот на отварањето? Што се денеска ќе биде дел од програмата која е свечена, на која ќе учествуваат учесници и од повеќе партнерски земји, и што целокупнава вежба значи за Македонија како дел од НАТО алијансата? Така, свеченоста значи ќе започне во 9 часот сега наутро и ќе трае од прилика некаде 1 час, при што ќе има свечено отварање на истата, ќе има обраќање на командантот на командата за операции како носител на самата вежба, потоа ќе следува краток блок од 30 минути како концерт на бендовите од нашата армија и од армијата на САД, поточно од Националната гарда на Вермонт, и продолжуваат подготовките, односно започнуваат обуките на самиот полигон. Поточно денес имаме обука со воздухоплови во текот на денот, подготовки за боевите гаѓања, како и подготовки за теренската вежба. Ја споменавте Националната гарда на Вермонт како традиционален партнер на АРМ. Кои се други земји ќе земат учество во ова досега најголема најавена вежба? Да, покрај Националната гарда на Вермонт од САД учество ќе земат и Албанија, Италија, Грција, Црна Гора како сојузниски земји, и исто така имаме две земји партнерски, односно Австрија и Косово. И во улога на советодавен тим се припадници од Обединетото кралство. Споменав и јас во најавата, над 2000 војници ќе земат учество од овие држави и од АРМ ќе земат учество во ова воена вежба. Што се од тука треба да го понесат како искуство во војувањето и кои све борбено-тактички вежби и маневри ќе бидат дел од ова вежба? Како што рече дека бројката ќе биде повеќе од 2000 луѓе, односно некаде очекуваме бројка на 2200 луѓе кои ќе земат активно учество во самата вежба. Покрај тоа, значи, кои се придобивките, односно кои задачи ќе ги извршуваат на самиот терен. Тоа се борбени действија, односно борбени постапки, офанзивни и дефанзивни борбени постапки. Исто така ќе имаме боеви гаѓања со најразлично вооружување и различен калибар. Исто така имаме доста активна обука од страна на АБХ единиците, односно вежби со атомско-биолошко-хемиска одбрана единиците. Исто така ќе имаме боеви гаѓања со тенковите кои се присутни овде на полигонот од страна на грчката армија, така да ќе биде една доста интересна вежба и со доста
со многу динамика и многу чат. Така, кога зборуваме за се она што тука ќе се случува во вид на адреналински, да речам, воени вежби, вежбата трае до 9 јуни, кои се други останати ќе бидат дел од активности? Спомнавте и вие тенковски вежби, воздухопловни вежби, што се тука ќе имаат можност нашите војници да истренираат како дел од тактичка подготовка за на теренот? Како дел од самата подготовка, односно заекнување на капацитетите на нашата лесна пешајска баталионска група, тие ќе извежбуваат теренска вежба каде што ќе имаат учество 24/7 на терен во офанзивни и дефанзивни борбени дејства, односно нападни и одбранбени борбени дејства, при што сите тактички постапки ќе бидат запазени на терен, како што се поседување на очекувачките реони, движење до самиот контакт со непријателот, блиска борба со непријателот, постапки при заседи и слично. Кога зборуваме за членството и во НАТО алијансата, на кој начин тоа го смени самото одвивање на ваквиот тип на вежби преку соработката со земјите од алијансата и од регионот? Значи, учеството во и веќе членството, 5-годишното членство во НАТО, го смени доста, но и претходно ние имавме веќе блиски контакти и заеднички вежби со НАТО, сојузничките земји и партнерските земји, но сега е веќе интензивирана самото обука на едно повисоко ниво, каде што можеме да кажеме дека рамо до рамо се носиме со сојузниците. Во исто време, заедно можеме и ќе покажеме овде на Кривлак дека можеме да планираме големи мултинационални вежби. Значи може да видите дека повеќе од 2200 луѓе ни се овде на терен. За сите овие активности да бидат на теренот изведени, мора да има добра координација, синхронизација на дневна основа помеѓу единиците. Во исто време, значи, ќе имаме и гаѓање на одредени стрелишта, како и изведување на теренската вежба, така да придобивките се огромни за самата армија, како за старшинскиот кадар, така и за единиците кои ќе зголемат и подигнат нивната подготвеност и интероперабилност на едно повисоко ниво, така и за армијата. Армијата ќе има поголем бенефит во остварување на војните односи, на развивање и подобрување на регионалната воена безбедностна соработка со останатите земји членки, сојузнички, па и партнерски од околината, така да бенефитот е голем за сите нас. Кога зборуваме за припадниците на нашата армија, на АРМ, тие важат секако во светски рамки за едни од можеби и најпосакуваните воено-тактички партнери поради нивната храброст која покажуваат на теренот, еви особено и во земјите, во мировните операции каде што учествуваат и на Блискиот Исток. Што е тоа што ја прави македонската армија толку, да речам, докажане и посакуван партнер за теренски операции? Како изгледа подготовката на еден војник и на целите оние единици кои тука се подготвуваат со цел да бидат на теренот баш оној, да речам, премиум војник и премиум војна единица? Така, како што и самиот рече дека нашите војници даваат 100% и повеќе од тоа кога се на терен, односно кога се ангажирани на мировни операции во странство, што го прави? Мотивираноста, посветеноста на својата служба, честа негова и одлучноста да задачите одработи на максимално можно ниво. Самите подготовки кои се одвиваат овде во Македонија и наоколу, да кажеме, во регионалните центри за обука, представуваат добра основа за понатаму да го дадат својот односно да покажат својата мотивираност и храброст надвор. Со тоа предонесуваат за подобра слика и имидж за нашата држава. Кога зборуваме за оваа денеска војна вежба која започнува Брз одговор 2025 како дел од програмата Европска одбрана 2025, тоа е само еден континуитет на претходни бројни вежби кои тука се спроведоа на овој полигон и во Македонија воопшто. Што е тоа па што ќе следува како идни вежби и идни активности на армијата во смисла на оперативно-техничка подготовка? Значи, предходно Defender 25, самата вежба е ова веќе 6-то издание, како голема вежба во Европа од страна на американската армија, командата на американската армија за Европа. И со нив соработката, значи, во секогаш ќе продолжи и во наредниот период. Една од битните вежби е нашето учество во
Сојузна република Германија. Тоа учеството на една чета наша, кај ќе земат учество на Saber Junction оваа година и продолжуваме понатаму следната година учество имаме на слични вежби од овој калибар, па можеби и кај нас еден дел кои ќе се реализираат. И на крајот во краток коментар еве како изгледа подготвеноста на младите војници кои доаѓаат, бидејќи АРМ и во последно време важи за навистина посакувана, да речам, институција за професионална кариера. Да, би сакал да упатам еден апел до младите, значи армијата како институција секој пат се грижи за да бидат војниците од една страна да го дадат нивниот максимум овде, но од иста страна и самата армија, односно ние да дадеме како институција поддршка без разлика дали е овде на работа во нивните сместувачки капацитети за обука, како и во нивниот индивидуален надвор од армијата живот. А мене ми останува единствено ви посакам денови на успешни вежби и навистина нови знања кои ќе бидат споделени со сојузниците. Полковник Христо Стоев, благодарам што ексклузивно за утринската насител говорев тоа утро. Благодарам на вас, на вашето присуство овде, ве поканувам, значи во наредните денови пак да не посетите. Следуваат добри моменти. Благодарам. Александар, видовме како ќе изгледа одбраната или барем подготовките за одбраната кога е во прашање армијата и се она што значи безбедна и стабилна држава, Република Македонија, членка на НАТО алијансата. Убаво кажано, Никола, ти благодарам и на тебе и се разбира на твојот соговорник што одвои време, претоставам дека таму е сега хаос, Никола, се организираат сите. Да, доста подготовки се во тек, може и слушнавте дел од оние звуци кои тука се што од техничка механизација, што од војнички единици кои ги подготвуваат последните нешта пред почетокот. Тука во 9 часот утринава ќе почне вежбата и се очекува, како што каже и мојот соговорник, една навистина голема свеченост која како и за нас, така и за целата јавност предизвикува голем интерес. Така, ние имавме ексклузивна можност пред сето ова да се вклучиме, благодарение на тебе и на твојот соговорник. Ќе останеме ние со камери, па ќе пренесеме се што ќе се случува на воениот полигон Криволок. За сега ти благодариме за твоето јавување. Војничко здраво до Никола.